Драги почитувачи на уметноста, почитувано семејство Коловски, драги гости, му благодарам на академик Милат Ѓурчинов за прекрасните зборови кои ги искажа за Зографски и на Марко Коловски која напиша оваа книга. Од име на членовите на одборот на Фондацијата Томислав Зографски, моите ќерки Наташа Чокревска-Зографска и Елена Зографска-Хаутхаузен, мојот внук Томислав Чокревски и почесните членови Кустос Ристо Грубче и професор Зоран Димитровски и од име на останатите членови на семејството. Ви благодарам што дојдовте на представување на книгата на Марко Коловски за животот и делото на Томислав Зографски. Оваа книга ја најавивме на промоцијата на фондацијата на свеченоста која се одржа по повод 40 години од основање на Факултетот за музичка уметност во Скопје на 6 декември 2006 година. Сакам со вас сите да го споделам задоволството што успеавме да издадеме оваа книга во јубилејната 5-та годишнина од основањето на фондацијата, но и во годината на уште две значајни годишнини. 50 години од дипломирањето на Зографски на Музичката академија во Белград, сега Факултет за музичка уметност, која ќе биде одбележана во рамки на прославата на нивната 75-та годишница од основањето. И уште еден јубилеј. 60 години од првата јавна изведба на композиција од Зографски. И благодарам на професор доктор Љубинка Басотова, која во своето сеќавање го зачувала настапот на концертот на Музичкото училиште во Скопје, на кој во 1952 година ја пеела песната Тага од Зографски, која придружувал на пијано. Ја најдовме и фотографијата. Фотографијата е во книгата. И благодарам на Љубинка за ова откритие, за прекрасната песна на стихови од Хајне во препев на Блаже Конески, таа целосно ја памети се уште. Томе многу сакаше да раскажува. Раскажуваше за луѓе, настани, за многу области и за различни теми. Го памета тоа и ми го споменуваат неговите студенти. Но не раскажуваше за себе. Може би ако живееше подолго, ќе почнеше да раскажува и за себе, како што започнал да го прави тоа во сеќавањата кои ги запишал, но не ги завршил. Замина кога неговото љубопитство кулминираше, како што вели во еден разговор со Јасна Шоптрајанова, кога открил нова љубов и бескрајно поле кое го отвори дигиталната технологија. Му благодарам на Марко што раскажа за томе се што не стигна тој, за предците, за детството, за младешките години, за неговото творештво, за животот. Му благодарам и за трпението, кој го покажуваше во изминативе месеци, зашто не беше лесно. Требаше да се прочита и прегледа огромна документација. Тој ме зачувал се. Писма, фотографии. Ја средил и каталогизацијата на своите дела, која содржи многу повеќе композиции, многу податоци за првите изведби, за подоцнежните изведби во Македонија, Југославија, речиси на сите континенти и за сите кои не се изведени. Запишал се. Особено им благодарам на пријателите на Томе, кои се подсетија на него и ја дополнија оваа книга со пријателство, почит и љубов. Професор доктор Љубинка Басотова, академик Матеа Урошевиќ, балетскиот уметник Емилија Джипунова, маестро Фимчо Муратовски, писателот Благоја Иванов, музикологот Бранко Глигоров, пијанистите Љупка Хаджигеоргиева и Евгений Королјов, Сања Зографска-Крстеска од Њујорк, професор доктор Златко Зографски од Јужна Каролина и композиторите од неговата класа Живо Инглишиќ, Јана Андреевска, Панде Шахов и Никола Коџобашија од Лондон и Евдокија Данајловска од Париз. Му благодарам на Министерството за култура на Република Македонија за поддршката, која е потврда дека творештвото на Зографски и припаѓа на нашата средина и култура, што за него беше особено значајно. Заминал од Македонија како многу млад, он и средно завршил таму, но се вратил и останал тука, беше врзан за овој простор.
Им благодарам за постојаната поддршка на моите ќерки и нивните семејства, на мојот брат професор доктор Тито Беличанец, мојата сестра Лиљана Кимова и на мојот соработник од Продизајн инженер Горан Банџо. Верувам дека оваа книга ќе го зачува жив споменот на еден творец, еден од ретките мислечки луѓе во нашата средина, како што рече Матеа Матевски, и верувам дека тие кои го познаваа ќе откријат уште многу за него, а тие кои не го запознаа ќе запознаат една комплексна личност чие животно кредо беа највисоките морални вредности. Верувам дека оваа книга ќе изврши својата втора мисија, ќе отвори многу од затворените страници на неговата музика. На крајот сакам особено да се заблагодарам на Марко, што оваа книга ја посвети на најмладите наследници на родот Зографски, како патогас и како аманет за продолжување и надградување на славната традиција и етичките човечки стандарди на нивните предци. Во знак на благодарност, чест ми е од име на одборот на фондацијата, на авторот Марко Коловски и на академик Милан Ѓурчинов да им предадам повелба за почесно членство на фондацијата Томислав Зографски, со што тие ќе се приклучат на останатите почесни членови, професорите на Факултетот за музичка уметност кои го поддржаа првиот конкурс Зографски, Гордана Јосифова Неделковска, Велко Тодевски, Јана Андреевска, Марија Ѓошевска, Рита Трпчева Поповиќ, Симон Трпчевски, Весна Гиновска Илкова, Славица Петровска Галич, Страшо Темков, Олег Кондратенко и Зорица Каракутовска. Кројцер квартет од Лондон, Artwork ансамбл од Германија, Колегиум музикум од Белград, Снежана Пановска, амбасадор на културата на Република Македонија во Малезија, професор Ганка Цветанова, Охридски хорски фестивал, Соком, Македонската филхармонија и најновиот почесен член на фондацијата Зографски квартет од Скопје. Ви благодарам. Ве молам во аголот да се послужите со едно убаво црвено вино од нашиот спонзор Сковин.